чедо мое, зајакнувај во благодата која е во Христа Исуса. И што си чул од мене пред многу сведоци, довери им го на поверливите луѓе кои ќе бидат способни да ги поучуваат и другите. Поднесувај ги со мене страдањата како добар војник на Христа Исуса. Никој кој во војна служба не се злапетлува во работите на овој живот, за да му угоди на оној кој го повикал во војската. Исто така, ако некој се надпреварува, не добива венец ако не се надпреварува прописно. Земјоделецот кој се труди треба прв да вкуси од плодовите. Разбери што зборувам. Господ ќе ти даде да разбереш се. Помни го Исуса Христа, кој воскресна од мртвите, кој од Давидовото потомство според моето евангелие, за кој страдам се до окови, како некаков злосторник, но Божјото слово не е оковано. Заради тоа задржувам се заради избраните, та и тие да добијат спасение со вечна слава во Христа Исуса. Веродостојно е словото. Ако умрвме со него и ќе живееме. Ако трпиме, со него и ќе царуваме. Ако се одречеме од него, и тој ќе се одрече од нас. Ако сме неверни, тој останува верен, зашто сам себе си не може да се одрече. Ова напоменувај го. Заколнувај ги пред Бога да не се препираат околу зборови. Тоа е неполезно, туку и за пропаст на слушателите. Труди се грижливо, за да се покажеш себе си достоен пред Бога како работник, кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. А отстранувај се од непристојни и празни зборови, зашто таквите се повеќе ќе напреднуваат во безбожноста, а нивното слово ќе разјадува како рак, од кој се имене и филет, кој се оддалечи од вистината, тврдејќи дека воскресението веќе станало и со тоа ја рушат верата на некои. Сепак цврсто стои Божјата основа, кој го има овој печат. Господ познава кои се негови и да отстапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. А во голем дом има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и земјани. Едните се за благородна, а другите за неблагородна употреба. И така, ако некој се очисти од овие, ќе биде сад за честна употреба, осветен, полезен на домакинот и приготвен за секое добро дело. Бега од младинските желби, стреми се кон правда, вера, љубов и мир со оние кои го повикуваат Господа и срце. А отфрли ги безумните и неразумувања, знаеки дека раѓаат борби. А Господовиот слуга не смее да се расправа, туку треба да биде кроток кон сите, способен да поучува и да трпи, да ги воспитува со кротост оние кои се противат, та не би ли им дал Бог покаяние за полно познавање на вистината, за да се отрезнат од мрежата на ѓаволот кој ги заробил, за да ја исполнуваат неговата волја.